Да. Ви благодарам многу прво на најавата, второ на поканата. Кога се подготвував да доаѓам наваму и да размислувам што да зборувам, се сетив дека видов една слика од некое време по студентски пленум на некоја наша дружба. И тоа секогаш се трудам откако станав пратеник да се присеќавам на местата од каде што доаѓав, а изворот ми беше студентски пленум. За студентскиот пленум нема да зборувам воопшто, ниту пак за мојот активизам таму, бидејќи верувам дека сите тука многу добро тоа го знаете. Меѓутоа, она за кое што ми остави впечаток при поканата на оваа конференција беа воведните, условно речено, зборови на истата. Граѓанско учество, социјална правда и одржливо општество. Нешто што во моментов се чини дека го немаме и изминативе години кога зборувавме се чини дека зборувавме напразно, иако колку и битката да беше тешка, никогаш не е напразно се тоа што се случувало, па сега имаме многу повеќе придобивки од претходно. И зошто сметам дека имаме многу повеќе придобивки, бидејќи ако ништо друго, нашето општество ја научи вредноста на активизмот. Вредноста на тоа да еден човек, било кој, а тука гледам и многу искусни луѓе, и синдикалци, и луѓе кои водат неуморна битка од работнички права до човекови права, вредноста на вашиот целокупен активизам изминатите години, кое што некако се претопи во силни граѓански движења, студентски движења и така натаму, ја покажа вредноста на активизмот. Тоа е дека еден човек сам може да тргне да бара промена за било што се однесува на човековите права или на напредување на нечии права и така натаму. И тој еден човек, некако ние сите гарантираме дека нема да е сам, зашто ќе му се приклучат минимум уште 10 луѓе во неговата битка. И тоа е една вредност која што верувам дека сите заеднички ја постигнавме. Понатаму вредноста која што ја постигнавме, која што можеби се уште не е видлива, е тоа дека прв пат во историјата на Македонија се случува да граѓански активисти бидат поставени кандидати за пратеници на листи на една политичка партија. Тоа е не само волјата на политичката партија која што ги кандидира, туку тоа е целиот наш капитал, заеднички капитал, кој што сме го создавале во текот на годините, секој со своето влијание во рамките на општеството. И сметам дека тоа е една огромна придобивка за понатамошните демократски процеси да продолжат да течат така како што ние на улиците сме барале. Бидејќи во најавата и беше речено, сега веќе овој момент на барање се зголемува повеќе, а одговорноста која што ја превзема новата власт, односно новата управувачка гарнитура која што имаме, бидејќи владење е збор кој што јас одбивам да го потребувам, повеќе е управување, ние им даваме мандат за да не управуваат, а не за да не владеат, е многу поголема одговорноста сега, бидејќи одговорноста сега е историска. Покрај создавање на социјална правда, одржливо општество, сигурно граѓанско учество без никој при тоа да биде загрозен од страна на властите, се разбира доколку не шири, бидејќи и тоа го видовме. Сега имаме ние општество во кое видовме две контрадикторни условно речено општествени сценарија. Едно кое велеше социјална правда, општество за сите, без етничка припадност, без социјална припадност, општество кое еднакво ќе ги третира сите своји граѓани, и од другата страна имавме некакво си движење кое што се залагаше на одредена група на граѓани да им се скрати право поради нивниот етникум, нивниот недоволен патриотизам, веројатно заветен на кама, крв или нешто слично. Концепти кои што во суштина се многу различни. И за среќа нашето општество го одби овој вториот концепт. Меѓутоа, одговорноста останува и на мене како пратеник, и на целокупната управувачка гарнитура
да ја носи за да не ни се повторуваат работи кои нашето општество ќе мора да ги отфрла. Од друга страна е одговорноста да се гарантира учеството на секој граѓанин, на секој поединец засебно, но и на сите нас како група на граѓани кои што овие права ги слушав сега прв пат го погледнав ова се права кои што се гарантирани со Уставот на Република Македонија. Со неколку меѓународни конвенции. Со Европската конвенција за човекови права, која што патем никој не ја ни спомнува, а е ратификувана и е дел од домашното законодавство на Македонија. Ние мораме сега и од тука во вид на пратеник, во форма на пратеник го барам тоа од секој од вас и од сите тие кои што не следат сега. Секој може да придонесе многу за ова општество. И секој мора да придонесе за ова општество. Затоа што кога бараме права, треба да се сетиме секогаш дека со тие права доаѓаат и обврски. Ние не сме тугинци во општество, нити па можеме сами без себе. Институциите се човечки институции. Тие треба да се градат од луѓе. Луѓе кои што ќе бидат пример за општеството, а активизмот, односно синдикатите, граѓанските организации и сите останати кои што се партиципиенти или лоби групи во општеството, имаат под еднаква одговорност, можеби малку помала, од оние кои управуваат. Ама нивната одговорност е поголема, бидејќи и тие создаваат пример и активираат некои нови генерации. Како, например, студентскиот пленум, средношколскиот пленум. И понатаму шарената револуција, 5 мај предходно, и така натаму. Имаме многу капитал на кој што треба да работиме, за да можеме да создадеме како што стои во насловот. Општество без граници. Ви благодарам.